Претежно ми се мотаа мисли додека трчав, додека бев на некои делови бев сам и преку ноќ, на некои делови трчав со разни луѓе и мислев таму на секакви работи, на пријатели, на фамилија, додека при финишот на целта некако немав некои посебни емоции, некако што мислев дека ќе имам, туку едноставно влегуваш во финиш и викаш тоа е тоа, готово е, нема ништо. Да истрчате 336 километри, од кои 25.000 метри во позитивно искачување. Звучи неверојатно, нели? Тоа му успеа на ултрамаратонецот Жикица Ивановскиот Штип, на ултрамаратонот кој неодамна се одржа на италијанските Алпи. Трката на джиновите во Аустинската долина во просек ја завршуваат околу 40% од учесниците. Се трча и на 3000 метри надморска височина. На целта треба да се стигне најдоцна за 150 часа, а Ивановски ја заврши трката за 109 часа. Се пласира на 129-то место меѓу 1100 учесници. Пред се предизвик ми беше должината, бидејќи до сега немав таква должина истрчано. Најголема должина ми беше до сега 100 мили, 170 километри. На вакви екстремни делници, за да се стигне до целта, од извонредна важност е физичката подготвеност, но и менталната сила на ултрамаратонецот. Има 6 места за одмор или преспивање и попатни точки за храна. Учесниците сами одлучуваат колку ќе се задржат. Иако имал повреда на левото стапало, Жикица ниту еднаш не помислил да се откаже. Прв пат ми се случува такво нешто и беше чудно малку и поради таа повреда да може да ти се надоврази и некоја друга, после имав и некоја друга на левиот квадрицепс, но за среќа таму има врвни, масери, физиотерапевти кои што доста ни помагаа во овие моменти. Ивановски не беше единствениот македонски представник. Ултрамаратонот успешно го завршија и Катерина Шиповиќ и Радмила Јованова. Тие тројца се дел од клубот Трекс. Македонските хероини на целта пристигнаа за 129 часа и 42 минути Шиповиќ, а Јованова за 141 час и 10 минути.